ова издание, Русија ги зголемува нападите врз Украина и покрај најавите за деескалација. Утре продолжуваат мировните преговори. Бајден најави уште 500 милиони долари буџетска помош за Украина. А како војната во Украина го промени Брисел? Останете со нас. Поздрав до сите што не гледаат, јас сум Милена Ѓоргиевска. Мировните разговори меѓу Украина и Русија треба да продолжат утре. Украинскиот претседател Володимир Зеленски рече дека одбраната на Украина се наоѓа во пресвртен момент. Тој повторно побара поголема помош од САД, неколку часа откако Кремљ го отфрли ветувањето, дека ќе намали дел од војните операции. Делегација на украински законодавци вчера го посети Вашингтон за да побара поголема помош од САД, велејќи дека на државата и треба повеќе воена опрема, поголема финансиска помош и построги санкции против Русија. Белата куќа вчера соопшти дека САД ќе обезбедат уште 500 милиони долари буџетска помош за Украина. Во меѓувреме, руското бомбардирање околу Киев и Чернихив и засилените напади на други места во државата дополнително ги подкопаа надежите за напредок кон ставање крај на војната. Најтешко погодени се цивилите заглавени во опколените градови, иако двете страни денес рекоа дека ќе се обидат да ги евакуираат граѓаните од пристанишниот град Мариупол. Зеленски рече дека продолжувањето на преговорите со Русија се само зборови без специфики. Тој рече дека Украина се подготвува за нови напади врз Донбас. Американските разузнавачи велат дека Путин е дезинформиран за текот на војните операции во Украина. Оти неговите воени советници се исплашени да дадат искрени оценки за случувањата. Директорката за комуникации на Белата куќа за ова зборуваше пред новинарите. Ние веруваме дека Путин е погрешно информиран од неговите советници за тоа колку лошо функционира руската војска и како руската економија е уништена од санкциите, бидејќи неговите високи советници премногу се плашат да му ја кажат вистината, рече Бедингфилд. Значи се појасно е дека војната на Путин е стратешка грешка што ја остави Русија послаба на долг рок и се поизолирана на светската сцена. Русија соопшти дека ќе ги деескалира операциите во близина на Киев и Чернихив за да ја зголеми меѓусебната доверба и да создаде услови за понатамошни преговори. Зеленски и Западот беа скептични. Највисоките руски воени представници велат дека нивната главна цел сега е ослободување на Донбас, претежно рускојазично подрачје каде што сепаратистите поддржани од Москва се борат со украинските сили уште од 2014 година. Обединетите нации соопштија дека околу 2 милиони деца ја напуштиле Украина, а уште 2,5 милиони биле раселени внатре во државата. Во соопштението објавено во средата, УНИЦЕФ заедно со Канцеларијата на Обединетите нации на Високиот комесар за човекови права рече дека децата сочинуваат половина од сите бегалци од војната во Украина. УНИЦЕФ објави дека повеќе од 1,1 милиони деца пристигнале во Полска, а стотици илјади пристигнале во Романија, Молдавија, Унгарија, Словачка и Чешка. УНХЦР документира дека повеќе од 100 деца се убиени за време на конфликтот, а дополнителни 134 деца се повредени, иако агенцијата вели дека вистинскиот биланс веројатно ќе биде многу поголем. А војната во Украина ги зближи не само лидерите на Европската унија, туку и граѓаните, кои се жалеа на преголема бирократија во Брисел. Сепак аналитичарите се загрижени. Дали ова единство може да трае? Уште еден од собирите за поддршка на Украина овој пат на плоштадот на Републиката во Париз. Покрај украинските и други национални знамења има и знамења на Европската унија. Луѓето велат дека се горди што се граѓани на Европската унија. Во Киев има луѓе кои умираат на барикадите под европски знамења. Сите сме поврзани. Европа е дел од мојата култура. Имаме заедничка граница со Белгија, Италија, Германија. За мене Европа значи мир. Откако Русија нападна Украина, во февруари 27 члената Европска унија донесе историски одлуки за санкции спрема Русија, за примање повеќе од 3 милиони украински бегалци и милиони долари воена опрема како помош за Украина. Нови истражувања покажува дека граѓаните на Европската унија силно ги поддржуваат овие мерки до степен досега невиден. Европската унија има капацитет да действува. Кога има волја, може да направи се. Европејците се чувствуваат многу позитивно за тоа. Тоа не било секогаш така. Европската унија често се смета за претирано бирократска творба. Изборите во Европскиот парламент обично се со слаб одзив, особено во земји како Франција,
каде што евроскептицизмот е висок. Излегувањето на Велика Британија од ЕУ исто така предизвика повици и други да го сторат истото. Се чини парадоксално што војната во држава што не е членка како Украина поттикнува толку силни проевропски чувства. Il y a sans doute l'idée que derrière l'agression contre l'Ukraine, Се има чувство дека за нападот на Украина стои напад врз европските вредности, дека тоа е напад врз демократијата. Постои страв за интегритетот на Европската унија, за мирот во Европа. Европа и војната во Украина се клучни изборни теми во Унгарија, каде премиерот Виктор Орбан, кој се судри со Брисел и негуваше врски со рускиот лидер Владимир Путин, е во тесна трка против ривалот проевропски ориентиран Питер Маркизеј. И во Франција, проевропски ориентираниот председател Емануел Макрон се кандидира против председателските противници од крајната левица и десница, кои сакаат полабави или различни врски со Брисел. Во меѓувреме се чини дека нема знаци за слабење на поддршката за Украина. Шокот од војната на нивните граници се чини дека ги анимира жителите на Европската унија во насока на важноста да се живее во силна, мирна и обединета Европа. А фотографија од крваво лице на украинка стана символ на руската инвазија. Таа се појави на многу насловни страници на весници низ целиот свет. Русија рече дека се работи за лажна фотографија, а оти жената на сликата е актерка. Сепак, фотографијата стана инспирација за уметниците. Уметницата Женија Гершман, внука на советскиот поет Михаил Матусовски, нападот на Русија врз Украина го доживеала како шок. Незиниот дедо, кој се преселил во Калифорнија од Москва пред многу години, не би можел да ја преживее траумата, вели таа. Тој ја сакаше културата, рускиот јазик, но неговите корени беа во Украина. Неговиот татко, мојот прадедо, беше прв фотограф во Луганск. Тој не би можел да ја преживее оваа војна, би добил инфаркт. Со години Гершман ги пренесува своите чувства на платно. И последниве настани не се исклучок. Откако ја видела оваа фотографија од украинката Олена Курило, знаела што мора да направи. Како да ми зборуваа незините очи. Морав да направам нешто. Откако го завршила портретот, го покажала на пријател, филмскиот режисер Адриан Руп. Не можев да ги тргнам очите од неа и пиша веднаш дека ова е нешто што ќе покрене движење. Гершман е во контакт со фотографот кој ја направил сликата на Курило. Волфганг Швен е американец. Тој отишол во Украина да документира се што се случува таму. Ја фотографирал Курило уште првиот ден. Забележавме голем чат од правец на Чугуев. Одлучивме да отидеме да видиме што гори. Случајно стигнавме до цивилен комплекс кој беше погоден. Прв некој што видовме кога се паркиравме беше Олена. Фотографијата се појави на многу насловни страници на весници низ целиот свет. Во Русија велеа дека е лажна фотографија, а оти на сликаната жена е актерка. Курило е учителка од селото Чугуев. Кога почнало гранатирањето на 24 февруари, таа била во незиниот стан. Вели дека е чудо, оти се уште е жива. Имаше гласен звук и стакло почна да паѓа врз мене. Лицето ми беше покриено со крв. Кога успеав да излезам од зградата, видов тројца новинари. Не им обрнав внимание, тие фотографираа. Таа изненадена од незиното крваво лице станало символ на руската агресија во Украина. Изненадена е колку многу луѓе сакале да ја помогнат. И помагаме да најде хирург. Не може да гледа со едно око. Потребна е итна операција, но нема лекари што можат да ја помогнат во време на војна. И испративме финансиска помош, оти нема каде да живее, нема ништо. Гершман продолжува да работи и се надева дека кога ќе заврши војната, ќе организира изложба. Од мене толку. За најновите информации продолжете да не следите на останатите платформи. Се гледаме утре повторно. Пријатно.